Газдите да не вршат политички притисоци врз работниците пред референдумот. Никој директор или собственик на фирма нема право да агитира кај вработените ниту да гласаат за, ниту против, особено ако тоа го прави на работното место. Ова е реакцијата на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство, откако во јавноста излезе скандалозната информација дека газдата на Минстрој, собственик на рудниците Злетово и Тораница, го известил Заев дека ако треба ќе им даде и една плата плюс на работниците ако гласаат потврдно, а самиот Заев на митинг побара од газдите да го одврзат кесето пред референдумот. Ние сме и против едното и против другото. И да се врши притисок дали за едната опција или за другата, немаме никакво јавување. Ако имаме јавување, тој ќе го изнесиме и во јавноста, значи преку вас медиумите, меѓутоа ќе реагираме кај работодавачот и кај владините институции. Не се работи овде за 5-10 работници, па сите ќе бидат под страф. Овде се работи за 600, 700, 800 работници и кои некој ќе се најди да каже да биде тоа извор да се охрабри. 5 години затворска казна предвидува кривичниот закон за обид за подкуп при избори и гласање. Во членот 162 јасно стои дека тој што на лице со избирачко право му нуди, дава или ветува подарок или друга корист со намера да го придобие, да го врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казни со затвор од најмалку 5 години. За обидот за референдумски подкуп од страна на Зоран Заев на средба со граѓани во Крива Паланка, партијата Глас за Македонија на Солза Грчева денеска поднесе представки до јавниот обвинител, Антикорупцијската комисија, Државната изборна комисија, Transparency International Македонија и мисијата на ОПСЕ во Скопје. Партијата очекува институциите брзо да реагираат во пресрет на референдумот.